Студентите од Финки и ДИВ се презадоволни што конечно ќе добијат одлични услови за следење на настава. Едните лаборатории и компјутерски центри, а другите современи спортски сали и опрема. Мал број на студенти под закрила на студентскиот пленум денес излегоа да изразат револт од градбата на новите факултети, како и револт за исечените околу 40 дрвца. Студентите од Финки и ДИВ во кампусот на УХИМ денес засадија 150 садници со цел да докажат дека тие не излегоа на никаков контрапротест, туку покажаа дека се грижат за здравата околина, но сакаат и нови факултети. Голема поддршка за овие студенти дадоа и нивните декани, кои први ги засадија дрвцата. Веќе денеска организиравме садење на дрва, како што гледате овдека се дел од професорите од Факултетот за физичко образование, спорт и здравје и студенти кои едногласно и сами дојдоа со желба да се ги подобрат условите. Не деконцентриран малку страна, но во секој случај ќе продолжиме. 65 години факултетот обстојува во енормно лоши услови. Ние на многу наврати сме се бореле да го добиеме ова што треба да го добиеме. Ние се бориме да бидеме еднакви со сите. Ние сакаме да биде еднакви со сите, бидејќи ние припаѓаме на овој универзитет. И морам искрено да ви кажам, овој универзитет многу ни помогнал. Значи, овој универзитет, откако сме негови членки, му помогна на факултетот да ги постигне оние резултати што ги постигнува. Ние школуваме кадри за потребите на образованието, спортот, здравието и така натаму. Нашите кадри се гордост на Република Македонија. Ние се гордееме со нашите студенти. Тие и носат добробит на Македонија. Станува збор за преку 2-3 илјади студенти кои што се двигател на растот на УКИМ. Бројот на студенти кои се запишуваат на Финки расте од година во година. Кај нас постојано доаѓаат странски инвеститори кои што планираат да отворат и веќе отвараат компании од информатичката индустрија и ги примаме во оние мали услови кои што ги имаме и се обидуваме да дадеме впечаток дека сме успешен факултет кој создава способни кадри. И тоа многу тешко ни успева во услови кога функционираме во бараки. Така што нас ни е исклучително важно да добиеме зграда. Додека деканите на Финки и ДИВ садеа дрва и даваа изјави, десетина представници на студентскиот пленум извикуваа недолечни зборови, свиркаа и вршеа притисок врз своите колеги од овие факултети и тие да протестираат со нив. Име е професор доктор Војца Живковиќ, декан на Факултетот за физичко образование. Сме автори на сите апликации, сервиси и интернетни страници со кои што се следи закадувањето во градот. Финки е првиот кој што алармираше за загадувањето во градот и имаме цела лабораторија за екоинформатика, Со ова уште еднаш членовите на нелегитимниот пленум докажаа дека исечените дрвца не им се проблем, затоа што неа ни поздравија акцијата во која нивните колеги од двата факултети засадија 3 пати повеќе дрвца од исечените. За студентите од Финки најважно е што ќе добијат услови какви што им се потребни. Само сакам да кажам дека ние студентите од Финки заслужуваме зграда, како што имаат нашите останати колеги од останалите факултети кои што се обидуваат на некој начин да го стопрат нашето правење на зградата. Ние мислиме дека заслужуваме да имаме простори, амфитеатри и лаборатории кои што ги задоволуваат нашите потреби. Студентите, професорите и деканите од Финки и ДИВ денес излегоа со искрена намера и добар пристап, но беа дочекани од пленумот кој секојдневно покажува какви цели има зад себе, а тоа сигурно не се подобри услови за своите колеги студенти кои не се од нивната групација.